Најпрво сакам да изразам длабоко сочувство за големата трагедија што се случи во Кочани, која одзема десетици млади невини животи, а стотина се повредени. Посакуваме брзо закрепнување на повредените и сила за семејствата на загинатите. Денес е еден од најтешките денови за нашата држава, во кој што требаше да бидеме сите сплотени во помошта кон семејствата што ги бараа своите деца низ болниците на државата и ги идентификуваа телата на своите синови и керки, како и во помагање на повредените. Но за жал, денеска видовме дека и човечноста кај најодговорните авторитети во државата е исчезната. Денеска, наместо солидарност, видовме политиканство. Место сплотеност, видовме политички интриги на ден кога тоа не смееше да се случи. Уште од утринските часови, кога стигаа првите информации од Кочани, медиумските јастреби на владеачките партии почна да ги стават темелите на големиот спин, кој што во текот на денот се разви во официјален наратив на владата. Уште во 9 часот наутро, порталот Плюс Инфо ја развива теоријата дека позади овој настан стои некој албанец од Дуи. За да потоа, откако други портали провладини ја објавуваат истечената лиценца од 2023 година, ја бришат веста, за да после неколку часа ја објавуваат веста за некоја фалсификувана лиценца како главен столб на владиниот спин наратив. Наместо министерот за внатрешни работи, кој што е министер во последните 14 месеци, да ја презеде одговорноста што дозволил 12 месеци да работи кабарето без лиценца, секојдневно да се организираат собири спротивно на сите законски прописи и стандарди. Тој се обидува на бесрамен начин да ја префрли дебатата на етничка и партиска дименсија. Целосната морална, материјална и кривична одговорност за оваа трагедија не може да се бара никаде друго, освен во самата влада, Министерството за внатрешни работи и општина Кочани. Дуи во почит кон жртвите бара целосна транспарентност и одговорност. Вистината мора да излезе на виделина. Апелираме институциите, партиите да се откажат од обидите да ја прикажуваат Дуи како виновна за се што се случило, се случува или ќе се случи во иднина. Ова не и служи на меѓуетничките односи. Ви благодарам.